Двајца директори за многу краток период, за неколку месеци, се уапсени под сомнеж за мито и корупција. Директорот за платежната Иле Стоилов нели беше фатен со мито од 400 евра, од ветените 50.000 евра. Почнат е судскиот процес во 30-дневен притвор е уште еден ваш директор од директорот на Државниот инспекторат за земјоделство Васија Нахекија, фатен со мито од 50.000 евра од ветените 100.000 евра. Не сакам да почнам со опозицијско прашање, меѓутоа тука се отвара клучната дилема. Опозицијата прашува кој од врвот е замешан во вакви коруптивни скандали во вашиот ресор. Видете, она што е важно за овие два случаева кои што се од претходниот период е дека системот функционира, дека нема заштитени ликови од позиција на функционери, дека секој кој што ќе го прекрши законот ќе одговара, независно дали е од актуелната власт на било која позиција. Таков е случајот со овие два случаеви. За разлика од минатото, мора да потсетиме, каде што сегашната опозиција од тогашна власт се обидуваше да заштитува, игнорираше индиции за злоупотреба и криминал. Денеска тоа не е така. Никој не е над законот и нема да биде над законот. Законот треба да се почитува, секој што ќе се огреши ќе заврши исто како овие претходни два случаи. Дали имавте информации дека нешто се случува? Дали имавте реакции од земјоделци, од компании и слично дека нешто се случува токму во вашите ресори? Па видете, последниот случај од тој што го пријавил сигурно воочил дека се врши притисок врз него, истиот го пријавил, системот функционирал и се направи тоа што се направи. Во оваа прилика сакам да ги охрабрам уште еднашка сите граѓани во Република Македонија, независно дали се земјоделци, дали се бизнисмени, дали се било кои што учествуваат, поготово да речеме во земјоделскиот сектор, ако имаат индиции за злоупотреба и действување надвор од законот, веднаш да го пријават и веднаш ќе се делува. Нема никој да биде поштеден. Добро, тога се поставува